Dobar den učenici! Ja sam Netka Dimovska, profesor po biologija od Srednjoto opštinsko učilište, Suučilišen dom Dimitar Vlahov od grad Strumica. Na ovoj časki zboruvаме za monohibridno i dihibridno vkrstuvanje. Osnovните закони на наследувањето биле откриени од страна на Грегор Мендел. Во своите испитувања и проучувања на наследувањето на одредени својства, тој користел градинарски грашок Pisum sativum. Многумина научници пред Мендел се обидувале да разјаснат како се наследуваат биолошките својства преку крстосување кај растенијата и животните, со проучување на општите особини меѓу потомството и родителите. Меѓутоа, резултатите биле незадоволителни и истите не довеле до точни закономерности. Длабокото проникнување во проблемот и точната методологија му овозможиле на Мендел да успее таму каде што неговите претходници не успеале. За таа цел тој се определил кај грашокот да проучува 7 пара на наследно стабилни белези кои представуваат чисти линии. Втора важна одлика е тоа што Мендел имал квантитативен приод во својата работа, бидејќи тој за секој белег го пресметувал бројот на единките во потомството. Тоа го правел со цел да констатира дали носителите на алтернативните белези секогаш се појавуваат во ист сооднос. Мендел за своето проучување го одбрал грашокот Pisum sativum, бидејќи неговиот цвет е така граден што овозможува само опрашување, односно само оплодување. Меѓутоа, ваквата градба овозможува и вкрстено опрашување, што го правел Мендел. Од фотографијата се гледа дека Мендел за своите експерименти го одбрал цветот на грашокот затоа што е двополов цвет. Устенцето или стигма го прима поленот, додека секој прашник или антер состава поленови зрна кои содржат машки гамети. Во плодникот пак овулите продуцираат женски гамети. Во еден од своите експерименти Мендел го наблюдувал и проучувал наследувањето на обликот на семето преку крстосување на растенија од родителска или парентална пегенерација, од кои едните давале мазни семиња, а другите давале збрчкани или набрани семиња. Резултатите биле доста јасни, бидејќи сите хибридни или монохибридни растенја од првата F1 генерација давале само мазни семиња, независно од тоа дали мајчиното или татковото растение било со такви семиња. Збрчканоста на семињата како да била потисната и прикриена од доминирањето на мазните зрна. Како го спровел Мендел овој експеримент? Најпрво Мендел ги отстранил прашниците од цветот со пурпурна боја. Потоа ги пренел поленовите зрна од прашниците на белиот цвет на устенцето од пурпурниот цвет. Така спровел вкрстено опрашување на цветовите од паренталната пегенерација. Оплодениот толчник дал мешунка со мазно семе. Мендел ги посадил сите мазни семиња и така ја добил првата F1 генерација на потомци. Сите растенија од F1 генерација биле со мазно семе и пурпурни цветови. Како се одвива вкрстувањето? Грегор Мендел го наблюдувал и проучувал наследувањето на формата на семето од грашокот преку вкрстување на една линија од генерација, која тој ја нарекол родителска или парентална, означена со големо П, генерација, која дава мазни семиња и друга линија која дава набрани или збрчкани семиња. Да видиме што направил Грегор Мендел во еден од своите експерименти со грашок. За родителска или парентална генерација, Грегор одбрал два типа на растенија грашок, од кои едниот тип давал
зелени и мазни семиња, за кои подоцна Грегор претпоставил дека носат само доминантни гени за форма, а другиот тип биле зелени и збрчкани, за кои исто така Грегор Мендел претпоставил дека носат само рецесивни гени за форма. Во овој експеримент Грегор Мендел го проучувал наследувањето на формата кај семињата. При тоа, доминантните гени ги бележил со големи букви. Рецесивните гени, бидејќи се скриени во наредното потомство, Грегор ги бележил со мали букви. При вкрстување на растенија кои што представуваат генетска чиста линија, бидејќи грашокот со мазни и зелени семиња со години наназад давал само такви растенија кои произведуваат мазни и зелени семиња, со другата генетски чиста линија, бидејќи другиот грашок со зелени и брчкани семиња со години наназад давал само растенија кои што произведуваат зелени и брчкани семиња, Мендел ги добил потомците од F1 или првата филијална генерација. Тој забележал дека сите потомци, односно сите новодобиени растенја со вкрстување на двата типа на растенја од паренталната генерација имаат мазни и зелени семиња. Од овој резултат Мендел добил заклучок дека всушност грашокот со зелени и мазни семиња носи само доминантни гени за форма, односно генот за мазна форма е доминантен, додека грашокот со зелени и збрчкани семиња носи само рецесивни гени за форма. Тоа значи дека во паренталната генерација грашокот со мазна форма на семе ќе дава гамети кои што ќе го содржат само доминантниот ген за форма, додека грашокот со брчкана или набрана форма на семе ќе дава полови клетки или гамети кои што ќе го содржат само рецесивниот ген за форма. Затоа при вкрстување на овие гамети во првата филијална генерација ќе се добиваат секогаш потомци кои што ќе имаат по еден доминантен ген од едниот родител и еден рецесивен ген од другиот родител во поглед на формата на семето. Мендел го продолжил својот експеримент со тоа што ги собрал семињата од првата филијална генерација, ги насадил и потоа ги крстувал нив. Со тоа Мендел добил растенија во така наречена втора филијална F2 генерација. Сега резултатот бил поинаков. Кај F2 генерација Мендел забележал појава и на растенија кои што даваат зелени и набрани семиња. Тој ги собрал сите семиња од втората F2 генерација и ја споредил нивната бројност. Бројноста на мазните и зелени семиња била за 3 пати поголема од бројноста на набраните и зелени семиња. Ајде сега тоа да го образложиме со помош на диаграм или табела. Овде имаме еден диаграм кој што ќе го даде резултатот во првата F1 филијална генерација. Родителските растенија во паренталната генерација се чиста линија, од кои едното растение со мазни семиња ќе дава гамети кои што имаат
само доминантен ген или само големо А во однос на формата на семето. Другото родителско растение ќе дава гамети само со рецесивен ген во поглед на формата на семето. Да почнеме со можните вкрстувања на гените во поглед на формата. Започнуваме со крстувањето од вториот ред на колоната. Имаме мало А по големо А, секогаш се пишува доминантниот ген напред со голема буква. Значи, имаме големо со мало А, добивање на растение со мазно зелено семе кое што е хетерозигот во поглед на формата. Повторно, мало А со големо А, повторно би се добило хетерозиготно растение во поглед на формата. Да видиме втората колона. Имаме можно вкрстување на гамета со рецесивен ген, повторно со гамета со доминантен ген. Пак се добива хетерозиготно растение. Пак при можно вкрстување на гамета со рецесивен ген со гамета со доминантен ген, повторно се добива хетерозиготно растение во поглед на формата. Значи, сите можни комбинации на вкрстување на овие гамети даваат потомци кои што се хетерозиготни во поглед на формата. Да го видиме можното добивање на потомство во втората F2 филијална генерација. Од левата слика гледаме дека сите растенија се хетерозиготи и дека сите во поглед на формата носат по еден доминантен ген и еден рецесивен ген. Доминантниот ген го бележевме со големо А рецесивниот со мало А. Тоа значи дека секое од овие растенија наследило по еден доминантен ген од едниот родител и еден рецесивен ген од другиот родител. Секое од овие растенија ќе дава по два типа гамети, од кои едниот тип ќе има доминантен ген за мазна форма, а другиот тип на гамети ќе има рецесивен ген за набрана форма. Значи, било кое од овие растенија ќе дава гамета со големо А, доминантен ген за форма, и гамета со мало А, рецесивен ген за форма. Исто така и другото растение кое би го одбрале од F1 генерација ќе дава гамета со доминантен ген во поглед на форма и гамета со рецесивен ген во поглед на форма. Овие 4 квадрати што ни останаат натре даваат секој од нив по 25% можност за вкрстување и за добивање на потомство. Имаме можно вкрстување на гамета со големо А и друга гамета со големо А. Се добива растение со два доминантни гени во поглед на формата. Ако имаме можно вкрстување на истата таа гамета со големо А или доминантен ген, со гамета со рецесивен ген или мало А, ќе се добие исто така растение кое што ќе има мазна форма. Меѓутоа имаме разлика. Првото растение кое што има две големи А или два доминантни гени е хомозиготно растение во поглед на доминантниот ген или се нарекува доминантен хомозигот. Второто растение исто така ќе има мазни семиња, но тоа содржи и доминантен ген, големо А, и рецесивен ген за формата, мало А. Затоа тоа растение се нарекува хетерозигот во поглед на гените за форма. Имаме можно вкрстување на гамета со рецесивен ген за форма, мало А,
или со гамета со доминантен ген за форма, или со гамета со рецесивен ген. Ајде да го видиме резултатот. Мало а по големо А ќе дава хетерозиготно растение во поглед на формата на семето. Тоа растение сега наследило доминантен ген од едниот родител и рецесивен ген од другиот родител. Во надворешниот изглед ќе има мазни зелени семиња, но тоа не е доминантен хомозигот, туку е хетерозигот. Ако имаме можност крстување на гамета со рецесивен ген, со друга гамета или друга полова клетка со рецесивен ген, се добива растение кое што ги содржи двата рецесивни гени во поглед на формата. Односно се добива растение кое што има зелени и набрани семиња. Колку имаме можни растенија кои што би дале зелени и мазни семиња? Имаме 3 такви квадрати кои што даваат зелени и мазни семиња. Додека од 4 квадрати имаме само 1 квадрат на растенија кои би се добиле со крстување на овие родителски растенија, а кои би дале зелени и набрани семиња. Тоа значи дека во поглед на надворешниот изглед или во поглед на фенотипските карактеристики во однос на формата, бројноста ќе биде 3:1 во корист на растенијата со мазни семиња. Или велиме дека во втората филијална генерација односот на мазни семиња наспроти набрани семиња е 3:1. Од експериментите за монохибридно вкрстување, Мендел утврдил дека на ист начин се однесувале сите 7 белези или својства што ги одбрал за изучување. Поточно, во сите случаи кај растенијата од првата F1 генерација се јавувало само едно од двете родителски или алтернативни својства. Таквите својства, како на пример мазно семе, жолто семе, црвен цвет и друго, Мендел ги нарекол доминантни, а алтернативните својства на нив, збрчкано семе, зелено семе, бел цвет и друго, ги нарекол рецесивни особини. Семињата што биле добиени од хибридите F1, Мендел ги садел и добиените растенија ги одгледувал, оставајќи ги да се само опрашат и само оплодат. На таков начин добил семиња од F2 генерација. Мендел ги броел сите семиња од растенијата во F2 генерација и заклучил дека добил 5474 мазни семиња и 1850 збрчкани семиња, што како квантитативен сооднос се изразува како 2,96:1 или приближно 3:1. Мендел сличен квантитативен однос добил и при вкрстувањата кај другите проучувани особини. Потоа Мендел ги засадил добиените семиња од F2 генерација и видел дека имало 2 вида на растенија со доминантна особина, и тоа 1/3 од нив биле наследно стабилни, а 2/3 од нив давале F3 генерација, каде доминантната и рецесивната особина се јавуваат во сооднос 3:1. Мендел тоа го објаснил со неговата хипотеза дека алтернативните својства, како форма на семе, се одредуваат од фактори, сега наречени гени, кои се пренесуваат од родителите на потомството преку гаметите. Според Мендел, секој фактор или ген може да постои во 2 функционално алтернативни облици, кои сега се наречени алели. Поточно за секоја особина на грашокот има по 2 алела на еден ген, и тоа по еден алел наследен од двата родители. Така грашокот има по 2 алела за одредување на формата на семето.
Родителските алели на одреден ген во потомството можат да се најдат во хомозиготна или хетерозиготна состојба. Хомозигот или хомозиготна состојба имаме кога единката има два исти или идентични алели за одредена особина, која секогаш се означува со две исти поголемина букви, или две големи П, или две мали П. Хетерозигот или хетерозиготна состојба имаме кога единката носи два различни алели за одредена особина, што се означува со различни поголемина букви, например големо и мало П. Според Мендел, наследно стабилните растенија со мазни семиња се хомозиготни по алелот на мазност, исто како и наследно стабилните растенија со збрчкани семиња, кои се хомозиготни во однос на алелот за збрчканост. Хибридните растенија добиени од вкрстување на растенијата со мазни и со збрчкани семиња се хетерозиготни растенија. Еднообразноста на хибридите од F1 генерацијата го навела Мендел да заклучи дека едниот фактор или алел е доминантен, а другиот е рецесивен. А пак од повторната појава на родителските особини од паренталната генерација во потомството од F2 генерација, Мендел заклучил дека двата наследни фактори или генски алели за секоја особина никогаш не се фузираат еден со друг, туку постојат одделно и се раздвојуваат при создавање на гаметите, одејќи во различни гамети. Така едната половина од гаметите носат еден генски алел или фактор, а другата половина го носат другиот алел или фактор. Овој заклучок е познат како Менделов закон за распаѓање, односно сегрегирање или цепење на наследните фактори. Пријатно учење, ученици!